Да, се враќаме во студиото, како што кажавме, тука е професорот Орце Симов, универзитетски професор, експерт за дигитална безбедност, за информатичка технологија. Ке разговараме за овие теми, но професоре, гледаме дека сега најактуелно во државата е новиот систем за Safe City, за безбедно возење, кој е воведен од МВР во градот, како и на автопатиштата. Отприлика, еве, знаеме што е кажано, дека ова е месец на тест период, каде што на граѓаните веднаш им доаѓаат тие опомени за направени прекршоци. Од 1 јануари ќе почне и казнувањето за истите. Еве, како еден генерален вовед во темата, што мислите вие за системот кај нас е новина, како ќе функционира, ќе функционирали, дали ќе придонесе за зголемување на безбедноста во сообраќајот? Тој систем ќе придонесе за зголемување на безбедноста во сообраќајот, затоа што сите возачи ќе внимаваат и со поголемо внимание ќе управуваат со своите возила. Меѓутоа, тој систем треба да се оптимизира така што да во исто време да ја зголеми безбедноста во сообраќајот, но не и значително да го успори сообраќајот, да влие на успорување на сообраќајот, затоа што во град Скопје имаме сообраќајници кои што се ресурси низ кои што можат да поминуваат одреден број возила во единица време. Особено раскрсниците се критични ресурси, каде што во исто време не можат да возат возила од различни правци. И на тие критични ресурси во одреден момент управување од семафорот може само во одреден правец да се движат возилата. И тој критичен ресурс за време трајање на семафорот додека свети зелено може да пропушти одреден број на возила. Доколку сега одреден број на возила поминуваат на таа раскрсница и при крај кога зеленото светло веќе трепка ќе се запали жолтото светло, поминуваат неколку возила исто така на тоа жолто светло. Значи, пропусниот опсек на самата раскрсница на некој начин се зголемува, доколку, да речеме, на неа во периодот на зелено светло можат да поминат 10 возила и ако уште 3 поминат на зелено кон жолто светло, да речеме, тоа е 30% поголема пропусна моќ на самата раскрсница или 30% го забрзува сообраќајот, овозможува поголема проточност на возила за 30%. Сега, ако прилично стрикно се воведат тие правила, тие 3 возила, да речеме, или тие 30% нема да ги добиеме така што тие возила би се наредиле во редот на чекање на критичниот ресурс раскрсница на семафорот. На семафорот и ќе се зголеми колоната. Исто така по спорото возење, возењето со помала брзина ќе зголеми безбедноста, но ќе намали пропусниот опсек, односно пропусната моќ на самите патишта што ги имаме. Тоа е исто како е во една компјутерска мрежа, на 100 мегабита во секунда поминуваат 100 милиони бити во секунда. Ако ние тоа го намалиме на 80, значи пропусната моќ на самиот ресурс се намалува. Така што системот треба да се оптимизира на таков начин да биде малце по-флексибилен, по-еластичен, да тие не толку критични прекршоци да не се казнуваат, да се овозможи сепак да не се зголемува гужвата во сообраќајот и да се на некој начин одржува пропусната моќ на бројот на возила што сега ги имаме во Скопје. Да не се успори, да. Еве имаме запишано уште неколку прашања кои веќе сега се појавуваат како дилеми во однос на системот. Едно е тоа, претпоставам дека компаниите кои имаат многу службени возила, исто така ќе треба особено да внимаваат, бидејќи тие возила ги возат повеќе различни шофери. Да, тоа ќе изискува поголеми административни активности во компаниите во кои што едно возило го возат повеќе вработени лица. Не е тоа возило доделено само на едно лице, туку се менуваат бројот на луѓето што го возат тоа лице. Во таквите компании треба да се води евиденција на кој датум, во колку часот одредено лице го земало возилото, во колку саат го вратило возилото, потоа кога друг колега го земал, во колку саат го вратило и така натаму, дури за да подосна кога ќе дојде до тоа да стигнат одредени казни, да нема недоразбирање, би требало тие да се потпишуваат, дека во толку саат го земал, па да се потпише, па во толку ги вратил, поново се потпишува и така натаму, затоа што во периодот додека тој управува со тоа возило, може да направи повеќе прекршоци и на компанијата да стигнат повеќе казни, затоа што
казната нема да стигне на лицето кој што во тој момент го управува тоа возило и треба во компанијата да знаат кој во тој момент управувал со тоа возило. Бидејќи казната ќе доаѓаат на регистрација. Казната ќе доаѓа на регистрација и тие на некој начин треба да развијат некакви механизми како ќе ги наплатуваат тие казни од вработените кои што управувале во тој момент со тоа возило. Особено ќе биде проблематично доколку лицето кој што управува со возилото прави поголеми казни, поминува на црвено, каде што казната е и финансиски повисока над 300 евра и има и одземање на возачка дозвола и така натаму. Тоа ќе бара дополнителни административни активности од самите компании. Да. Друго е, дали, уште неколку прашања, едно е дилемата, бидејќи системот ги препознава таблиците, но имаме многу таблички кои се возила, кои се службени, но кои по својата природа, по природата на службата, треба да возат на побрзо, некојаш да поминуваат на црвена, тоа се оние возила со приоритет, што се означени со светлосна сигнализација, но имаме и возила кои не се, например, кои се возила на МВР, возила кои возат цивилни возила, но кои ги возат службени лица. Дали мислите дека системот ќе овозможува рачно да се внесат таблицки кои нема да бидат казнувани? Бидејќи тоа сега голем дел од граѓаните го прашуваат, што може да отвори простор, можеби, за манипулација. Ние не знаеме дали е тоа, но еве како прашање. Да, немам информација како тоа е решено со тие службени возила што на некој начин имаат право да возат и побрзо, па во одредени случаи да поминат и на црвено на одредена раскрсница. Технички гледано тоа е систем кој што се состои од одредена опрема која што е поставена на одредени сообраќајници и има технички можности да го снима сообраќајот, да ја одреди брзината на движење на одредено возило, да ја сними неговата регистарска табличка со optical character recognition, да го препознае, да ја препознае кодот и бројот на картицата во базата на податоци, да пронајде чие е тоа возило и потоа доколку е направен прекршок, доколку вози над дозволената брзина на таа локација или доколку поминава на црвено на семафорот, да се испрати казна на собственикот на тоа возило. Технички гледано тука е можно да постои лица, значи да постои листа на која што нема да се испратат тие казни. Технички тоа е можно, но дали тоа таму е предвидено и дали ќе се направи, јас за тоа немам информација. Инаку, пред да се прати, значи системот забележува дека одредено возило одредува дека се движи на таа локација со брзина поголема од дозволената, ја препознава картичката, одредува на кој е собственикот на возилото и тогаш софтверот може да одлучи дали ќе ја испрати SMS пораката и линкот со казната или нема да го испрати тоа. Може во зависно да провери, да речеме технички гледано уште во една база, дали тие регистрации се наоѓаат во базата кај што е дозволен тој прекршок или не е дозволен. Ако се наоѓа таму, тоа е една if наредба, да речеме во програмскиот јазик. If екзистира таа картица таму во таа табела, не ја праќај казната. Ако не екзистира, испратијат. Значи технички тоа е можно, меѓутоа дали е направено и дали ќе се направи, за тоа немам информација. Тоа ќе го прашаме МВР, се разбира како еве дополнително прашање за нив. И последно за ова видовме се бале утрово еден скопски адвокат напиша дека исто така е проблематично што бидејќи податоците се црпат од табличката, но може да ја вози некој друг, да го вози автомобилот. Имаме случаи кога се возат автомобили со полномоштво, или имаме случаи кога автомобилот се продава на друго лице, тој се уште ја вози таа табличка, тој има купопродажен договор, но ја вози, да речеме тоа е неколку часа може да биде, но за тие неколку часа може да направи прекршоци. Вели проблематично е што на тоа лице му доаѓаат лично податоци од тој што е собственик на табличката, бидејќи тоа се лични податоци кои тој не би смеело да ги види. Тоа најверојатно особено ќе биде поголем проблем во семејствата, затоа што таму може да има едно или две возила, а да има 4 возрастни членови на тоа семејство или повеќе кои што имаат над 18 години и кои што имаат возачка дозвола. Така што може да речеме возилото е на таткото или на мајката, а возилата ги возат и синовите и ќерките и сега прекршоците стигнуваат на тој што го има возилото и доколку е
парична казната тука меѓусебно ќе се договорат, нема да биде проблем тоа затоа што од еден нивни буџет семеен се плаќаат тие казни. Меѓутоа проблематично ќе биде при потешките прекршоци кога се доаѓа до одземање, да речеме, на возачката дозвола, односно одреден временски период да не се вози така што како тоа е предвидено треба да се види во МВР. Како што спомнав, мисло за компаниите е проблем, што исти вработени делат, повеќе вработени делат едно исто возило и еве тоа што било напишано од тој професор, значи тоа што го спомнавме за да не се успори драстично сообраќајот во Скопје, мора тој систем малку да биде пофлексибилен, поеластичен, да не биде со резки граници дека ако е 50 дозволено, а вие возите 51 веднаш да стигнува казната и така натаму. Треба да биде ригорозен за грубите прекршоци. Ако некој вози со огромна брзина, ако некој поминува на светлото, црвено светли семафорот, тој поминува. Во таков случај треба да бидат тие казни ригорозни. Меѓутоа, при крајот на зелено и кога почнува веќе жолтото светло да свети, а има уште тој ресурс, раскрсница може да пропушти уште неколку возила, можеби за таквите случаи не треба да биде толку стрикно казнувањето на системата. Да, ќе видиме, ова е се уште сепак тест период на МВР, ќе видиме како ќе функционира во пракса од 1 јануари. Професоре, во поглед на дигиталната безбедност, во поглед на тоа дали државата има стратегија за одбрана од хибридни напади, хакерски напади, пад на системите, сме имале такви случаи, знаеме за оние дојави на бомбите во училиштата, но сме имале и случаи на напади на државни институции, хакерски напади, например, тој е познат оној еден упад во Фондот за здравство, кога не дознавме до крај што се случило тогаш, дали државата дури платила оштета за тие податоци кои биле земени од хакерите. Ние сме држава членка на НАТО, земја кандидат за Европската унија, користиме ресурси од двете организации, но дали како држава имаме добра стратегија за заштита од овие ризици? Стратегија за сајбер безбедност има. Последната стратегија од 2025 до 2028 година, а сега е донесен и Законот за мрежна и информациона безбедност. Значи имаме и законско решение кое што се грижи за мрежната и информационата безбедност, така што имаме и законско решение и имаме и стратегија. Меѓутоа, тоа нема да ги заштити информационите системи. Ние на хартија имаме закон, имаме и стратегија и така натаму. Важно е во реалноста, во праксата и стратегијата и законот да бидат спроведени со технички средства на обезбедување на информационите системи, со знаење на корисниците на тие информациони системи и на тој начин да се намали можноста за напади врз информационите системи, доколку истите бидат нападнати, да бидат ублажени резултатите кои што ќе бидат предизвикани од тие напади, кои што може да бидат финансиски, правни, неработење подолг временски период на информационите системи и така натаму. Ние пред неколку години имавме повеќе напади на информациони системи, за среќа во последниот период, и добро е тоа, немаме значајни напади на критични информациони системи. Пред 2 или 3 години имаше напад во Фондот за здравство, во Министерство за земјоделие, мислам дека имаше еден напад во Бирото за јавни набавки и така натаму. Добро е што во последниот период немаме такви напади, добро е што имаме закон за мрежна и информациона безбедност и стратегија, меѓутоа тоа мора да го спроведуваме во пракса, затоа што последниот период големо влијание и на економијата и на животот во било која смисла и во било која сфера имаат дигиталните алатки. Тоа значи дека ние многу работи ги извршуваме во дигиталниот простор и значителен дел од нашиот живот на некој начин поминуваме во тој сајбер простор. Значи, затоа е битно информационите системи да бидат заштитени, да се чуваат, за да не доаѓа до напади, до истекување на лични податоци, на други видови на податоци, да не доаѓа до долги временски периоди во кои што одредени информациони системи не функционираат и тие не ги даваат услугите што треба да ги дадат према граѓаните и стопанството. Да. Тоа е всушност истиот проблем како и со сите во другите области каде што ние имаме закони, но имаме проблем со имплементација на законите.
Во поглед на подготвеноста, колку се подготвени приватните компании, бидејќи тука имаме многу критични точки, да речеме банките, македонската берза и останате такви финансиски институции каде што еден таков хакерски напад би предизвикал многу сериозни последици. Приватните компании, особено банките, осигурителните компании, телеком операторите имаат прилично инвестираат доста во информациона безбедност, така што сметам дека нивните информациони системи имаат задоволително ниво на заштита и во најголем дел нивната заштита од сајбер безбедност е поголема од тие на државните институции. Останатите компании може би зависи од свеста на менеджментот или свеста на собственикот. Некои имаат одреден степен на заштита, други немаат. Трети почнуваат да размислуваат за тоа прашање откако ќе бидат нападнати, откако ќе изгубат значителен дел од своите информации, а губењето на информации може сигурно ќе води до финансиски загуби, може да води до целосно затворање на одредена компанија да не работи, до значени проблеми во работењето на одредена компанија. Така што на таа тема мора да се размислува, затоа што особено во времето на дигитална трансформација на интернет, кога услугите кои што ги даваат информационите системи, колку повеќе одредена компанија или државна институција е дигитализирана, незините услуги се достапни преку интернет, преку информациони системи, ама во исто време тие си многу поранливи, затоа што достапот до нив е можен од било која точка на земјината топка преку интернет. Значи, можноста да се нападнат и да се овозможат е многу поголема. Така што тој процес на таа дигитална трансформација мора да биде проследен и со мерки на информациона безбедност. Затоа што, да речеме, од приватни компании, ако дојде до превземање на одредени податоци за некакви договори, може да тоа да предизвика до тајни податоци, може да предизвика правни последици, може да излезат некои лични податоци на корисници, што може да предизвика проблеми. Самото временски период на неработење на компанија додека го санира информациониот систем. Потоа, полесен проблем е доколку компанијата има бекап на податоците. Тогаш треба само да го реинсталира системот и да го врати последниот бекап. Зависи колку е стар последниот бекап на податоци. Од тој момент до моментот кога се случил нападот, само треба да ги довнесе податоците. Но треба да има бекап. Ако има бекап, ако воопшто нема бекап, тогаш таквата компанија треба да почне од ново да работи. Зависи од тоа колкаво влијание во нејзиното работење имаат податоците и информациите. Ако тоа влијание е многу големо, тогаш таа компанија нема да може да продолжи да работи, дури може да се затвори. Значи да престане да функционира. И сега, кога зборуваме тука за државните институции, за нивната заштита, ефикасно и оптимално би било државата да има државен дата центар. Тој државен дата центар да ги обслужува од информациона гледна точка сите потреби на државните институции. Ние имаме околу 1350 државни институции и неколку стотици може би компании, јавни предпријатија на локалната самоуправа со 85 општини и неефикасно е секоја институција да има свој информационен систем. Тоа значи секоја институција има своја систем сала, таму има уреди за непрекинато напојување, има сервери, има бази на податоци, оперативни системи, лиценци, апликативни софтвери, треба да водат сметка за заштита на податоците, за бекапи, за сајбер безбедност и така натаму. Тоа е прилично неефикасно и прилично тешко, особено за институциите кои што имаат и помал број на вработени, помал капацитет, земајќи во предвид дека платите во државниот сектор, особено во сферата на информатиката, са неконкурентни со тоа што е во приватниот сектор. Значи нема доволен број на IT персонал кој што се грижи за информационите потреби на државните институции. Вие мислите дека треба да има еден централизиран систем? Добро е да има еден да има државен дата центар, за тој државен тука таа е поширока проблематика, треба да има државен дата центар, во него да се постави соодветна инфраструктура. Може еден сервер преку виртуализација да го делат повеќе институции. Виртуелните компјутери
кога ќе се виртуализира одреден сервер, тој се наоѓа во еден файл. Бекапот негов е многу лесен, се бекапира само тој еден файл. Доколку треба да направиме рестор и да го вратиме целиот IT систем на одредена институција, ние само правиме рестор од еден файл. Не реинсталираме одново оперативен систем, не реинсталираме бази на податоци, апликацијски сервери, апликации и така натаму. Целата и бекапите е полесно и да го реставрираме системот доколку се деси некаква хаварија е поголема, а и многу е поефикасно да ги делиме истите ресурси. Понатаму треба IT кадрите што ги имаме во државните институции. Добро би било да се соберат сите тие да работат во една институција, да им се дадат плати кои што ќе бидат конкурентни на платите во приватниот сектор. На тој начин ќе го задржиме кадарот, на едно место ќе концентрираме луѓе што знаат оперативен систем Windows, Linux, мрежи, бази на податоци, cyber security. Ќе имаме поголеми тимови што ги знаат потребните, што ги имаат потребните квалификации и што ги поседуваат потребните знаења. И тие ќе можат многу поефикасно да ги обслужуваат потребите на државната управа. Инаку сега тоа се прави на понеефикасен начин, го прават преку разноразни тендери приватни компании кои што тоа прилично значително го наплатуваат. Така што концентрацијата на луѓето во една државна институција, во некои мои претходни интервјуа имам предлагано тоа да биде така наречена дигитална агенција, се што е IT кадар во државните институции, да се вработи во таа дигитална агенција, да се изгради државен дата центар, сите сервери, мрежна инфраструктура, оперативни системи, бази на податоци, виртуализации, бекапи да се собере во тој државен дата центар, да има неколку репликацијски сервери на тој државен така наречени disaster recovery центри, доколку примарниот дата центар не функционира, останатите еден или два да ја превземат работата и на тој начин ќе направиме инфраструктура што ќе овозможи многу поефикасна и побрза дигитална трансформација на државните институции и многу поефикасна интероперабилност, односно размена на податоци меѓу различни државни институции. Затоа што информационите системи, базите, апликациите би се хостирале на различни државни институции во ист дата центар. Да, Министерството за информатичко општество има направена една платформа за интероперабилност. Таа функционира до некаде, отприлика во правец на ова што го зборувате, секако не е тоа целосно решение. Професоре, кога зборуваме за овие хибридни закани, за хакерски упади, за пад на системи, можеби на дел од јавноста тоа им изгледа и апстрактно малку кога зборуваме за безбедност, но всушност тоа е сега најголема закана. Ние немаме закана од директна војна интервенција од никого сега, и земја членка сме на НАТО, тој дел не е толку приоритетен да речеме, но всушност ова е најголема закана за државата. Доколку имаме некакво нарушување на безбедност, ова е најверојатниот начин на кој би се случило. Да, нападите на информациони, затоа што веќе се управува преку информациони системи, енергетски системи, банкарски систем, било какви јавни предпријатија, државни институции, стои процес на дигитална трансформација, се повеќе и повеќе зависиме ние од информационите системи. Доколку тие информациони системи не работат, оневозможени се тие институции чии што информациони системи не работат и тоа има значително влијание и на националната безбедност. Од приватна гледна точка и да не зборуваме, еве например ние ако земеме еден најекстремен пример, една од најголемите компании во светот што прави најголем промет, тоа е Амазон. Тие имаат некаде годишни приходи околу 700 милиарди долари. Тоа е околу 75 милиони долари на час. Значи нивните информациони системи, ако не работат 10 часа, тие ќе имаат директна загуба од 750 милиони долари. Значи нема да направат промет од 750 милиони долари. А индиректните загуби се многу поголеми, затоа што во тој временски период, кога не работи нивниот систем, се намалува нивната репутација. Дополнително, корисниците може да посетат слични портали и сајтови на конкурентски компании. Па некој од нив ќе види дека истото тоа го имало и тамо, па можеби нешто повеќе ќе му се допадне, па можеби нешто е и со подобра цена, така што и трајно да изгубат некои корисници. Така што директната плюс индиректната загуба е многу поголема од тие првични, да речеме, 750 милиони долари што ги зимаме во овој случај. Така што
ние гледаме некои примери во кои што имаме економска цена на чинење на таквите напади. Например, кога ќе добиеме во изминатиот период се добива многу сега за среќа и тоа е намалено, стигнуваа во многу училишта дека се поставени бомби. Да. И сега тоа значи временска загуба и финансиска загуба, затоа што во таков случај треба училиштето да го извести МВР, па МВР вика мора веднаш да се евакуира училиштето, значи сите ученици излегуваат од него, не се одвива процесот на настава, па доаѓаат луѓе од МВР што го проверуваат целото училиште со соодветна опрема, дали има поставено таква бомба или нема. Значи сето тоа чини финансиски средства. Инаку, кога зборуваме за информациона безбедност, тука можеме да таа информациона безбедност ја проценуваме низ 3 сегменти: интегритет, доверливост и достапност. Ако некој од тие столбови е нарушен, тогаш тоа значи дека ние имаме напад на информациониот систем. Што значи достапност? Достапност значи дали информациониот систем е достапен за корисниците кои што треба да пристапат до него или не е достапен. На некој начин може таа достапност да биде оневозможена. Еден од хакерските напади низ кои што може да биде оневозможено тоа е denial of service или distributed denial of service. Тоа значи дека ние услугите ги даваме преку одредени сервери кои што ги обслужуваат барањата на корисниците во таа клиент сервер архитектура и он е димензиониран дека во нормални услови тој обслужува на пример 1000 корисници на час. И сега ние наеднаш ако го нападнеме со 100.000 реквести, со 100.000 барања да обслужува, тој сервис нема да функционира. Значи може нападот да се изврши distributed denial of service, значи од многу компјутери кои што се моќни компјутери, поврзани се на интернет, брзи интернет линкови, кон одреден сервер на одредена институција наеднаш да поставуваме енормен број на барања за некакво обслужување. Тогаш тој систем нема да го обслужи тоа, тој ќе падне и реалните корисници нема да може да пристапат до него. И тогаш е нарушена достапноста до информациониот систем. Тоа е првиот сегмент. Вториот сегмент е доверливост. Дали доверливоста на информациониот систем е нарушена? Тоа значи дали до тој информационен систем пристапуваат само лица кои што имаат право да пристапат или пристапуваат и некои неавторизирани лица. На некој начин навлегле низ прстените на заштита на самиот информационен систем. Навлегле во мрежата, навлегле во апликациите, навлегле во базите на податоци неавторизирани лица. Можат да пристапуваат, можат да ги гледаат податоците, можат за некакви намени да ги користат. Можат да ги извлечат тие податоци, например лични податоци, да ги постават на некаков дарк веб, да ги продаваат за одредена сума на пари, кај што има имења, презимења, адреси, матични броеви или некакви финансиски компании за некаква институција или за приватна компанија, финансиски податоци да се извадат, какви фактури влезни има, какви излезни фактури има, податоците за изводите и така натаму. Значи, доверливоста се однесува на тоа дали само тие што имаат право на пристапуваат до податоците или некој се здобил на некаков начин преку одредени нелегални средства до право да пристапува, до можност, не до право да пристапува до тие податоци. И најпроблематична аспект од постулатите за информациона безбедност е интегритетот. Дали податоците се во базата такви какви што ги внеле тие што имаат право да ги внесуваат или некој неовластено ги менува. Тоа е најкомплицирано, многу тешко може да се забележи и е најтешко за исправање. Да речеме, ние имаме некаков информационен систем во некаква институција, во неа се внесуваат податоци за компании или за граѓани, например Фондот за здравство го спомнавте, кај што се внесуваат податоци за осигуреници, кој преку кој е осигуран, дали во која компанија работи, дали има право на здравствена заштита, дали нема право и така натаму. И сега да речеме неовластени лица имаат право да пристапат и не прават некои штети, не го оневозможуваат, не го стопираат, меѓутоа од време на време менуваат некои податоци. И сега оди ги менуваат податоците. Ние тоа не го приметуваме. Системот работи нормално. Корисниците пристапуваат. Правиме бекапи. Во бекапот исто така влегуваат неовластено менуваните податоци. И ако тоа се случува долг временски период, ние после долго време кога ќе на некој начин кога ќе го забележиме, тоа ќе не бидат
на некој начин и бекапите загадени и прилично тешко ќе се справуваме со таа состојба. Значи, нарушувањето на интегритетот на базите на податоци и на информационите системи е на некој начин најтежок облик на прекршување и најголем проблем при хакерските напади на одредени информациони системи. Професоре, немаме уште многу време, уште некоја минута, не искористивме бидејќи зборувавме на крај за ова што е најинтересно за сообраќајните прекршоци. Каде тука влегува во прикасната вештачката интелигенција? Кога зборуваме за сето ова е релативно нова појава, но гледаме дека брзо не ги превзема и не ги менува животите, многу побрзо него што мислиме. Очигледно, каде тука е стратегијата на државата за употребата на вештачката интелигенција и во заштита на податоците, но и во функционирањето на системот? Вештачката интелигенција како концепт датира некаде од 50-тите години на минатиот век. Тоа значи, тоа се некакви постапки на машините низ кои што можат да ја имитираат човечката активност, значи можат да извршуваат одредени човечки креативни активности. Вештачката интелигенција во последниот период особен развој доживеа затоа што и процесирачката моќ на самите машини се зголеми. За да вештачката интелигенција во најголем дел се базира на така наречени невронски мрежи. Тоа можеме да го замислиме како одредени точки кои што меѓу себе се поврзани со некакви врски, со тежински фактори и учењето на таа невронска мрежа е процес во кој што на тие влезни неврони им имаме тренинг множество, имаме познати влезови и познати излези за тие влезови. И ние на таа невронска мрежа треба да ги даваме тие познати влезови и таа на излезот добива некаков резултат и потоа низ разни алгоритми, еден од најчесто користените е така наречениот backpropagation алгоритам, назад враќаме и низ пресметување ги менуваме тие тежински фактори. Тоа бара значително пресметување. Јас, колку за тоа дека не се толку нови тие аспекти на вештачка интелигенција, ја 1995 година го имав имплементирано тој backpropagation алгоритам во една невронска мрежа што можеше да учи, дури разбираше покрај тоа што можеше да учи разни работи, разбираше и македонски јазик до одреден степен и можеше со неа да се разговара, меѓутоа многу споро учеше, затоа што во тоа време процесирачката моќ на процесорите беше прилично слаба. Сега NVIDIA е компанија која што произведува графички чипови, кои што се користат за тоа пресметување и што овозможуваат брзо подесување на тие врски помеѓу невроните на таа невронска мрежа, односно овозможуваат огромна невронска мрежа релативно брзо да учи. И тоа ќе овозможи да работи кои што пред тоа не беа можно да бидат креативни работи, да не бидат извршувани од машини, сега да бидат извршувани од машини. Во едниот временски период вештачката интелигенција ќе промени многу сфери и од економијата и од општеството. Најмалку според последниот извештај на Меѓународен монетарен фонд, над 40% од работните места во светот на некој начин ќе бидат допрени од вештачката интелигенција. Одредени работни позиции целосно ќе бидат заменети, а други ќе бидат надополнети. Понатаму како тоа ќе се одразува, најверојатно во иднина ќе останат само за професија за луѓе, ќе останат покреативните работни места каде што треба поголема имагинација, критично размислување и така натаму. Мануелните работни места, колку е помануелно одредена работно место и работна позиција, толку полесно ќе биде заменето со вештачка интелигенција. И тука треба да се таа вештачка интелигенција секако на некој начин треба да биде проследена и со регулатива. Тоа што го спомнавте, како да се регулира, затоа што аспектот на живење на луѓето се повеќе ќе биде зависен од некакви алгоритми. И тие алгоритми во одредени случаи ние не можеме да гарантираме дека 100% точно и објективно ќе работат. Тие може да имаат и субјективизам и грешки во работењето. И можат одредени да влијат значително на животот на одредени лица. Например, алгоритмот одредува
кои луѓе ќе бидат вработени. И одреден алгоритам на вас не ви дава вие да се квалификувате за второ ниво или за трето ниво на интервју. Секој пат ќе мора да кога за одредени права на луѓе, одредени постапки, одлучуваат некакви алгоритми, човекот мора да има право да бара за неговиот случај проблемот, односно случајот да го решава човек, а не алгоритам. Може да се остави на алгоритми, меѓутоа ако некој е незадоволен во неговата жалба, тој мора да има право дека постапката мора да биде спроведена од човек. Професоре, гледам дека јас за вештачка интелигенција ќе мора да направиме една посебна емисија која ќе биде посветена само за ова, бидејќи не остана уште доста прашања неодговорени, но толку ни е сега времето. Професоре, ви благодарам за ова гостување и се надевам за некое време ќе се видиме повторно. Благодарам и на вас на поканата. Ова е професорот Орце Симов, со ова го завршуваме првиот дел. Продолжуваме со Борјан Ѓузелов веднаш после рекламите. Останете со нас.